Штипи регионот денес и утре топлински се топло предградие на Сахара. Метеоролозите најавуваат 40 убиствени степени под сенка. Така, значи нашето подрачје веќе од овие денови потпадна под влијание на многу топла воздушна маса од југ, која што ќе се задржи денес, утре, па и во сабота. Значи ќе имаме доста високи температури кои што се над просекот за овој период од годината и овие температури кои што ни се дефинирани во интервал 33 до 41 степен денеска и утре. Земјава наша ќе биде значи во портокалова фаза, а во одредени подрачја, поточно во југоисточниот дел од земјата, ќе бидат и во црвена фаза. Екстремно високите температури се екстремен ризик за здравието на сите и првото што треба да се направи е задолжителна заштита, предупредуваат лекарите. Кажуваме постојано дека соодветна облека, соодветна заштита на главата, на очите, со помошни средства, лесна облека, светла облека, избегнување за сите кои не мораат да бидат надвор од, да речеме, 10 до 18-19 часот, да не се надвор, а ладното, заладувањето да го искористат сепак за физичка активност, бидејќи и таа е потребна за здравјето. Високите температури се особено ризични и на работните места, поготово таму каде што дополнителна топлина создаваат машините или други апарати. Поради ова, синдикатот апелира работодавците можност овој работен ден да го заменат со друг. По одредени дејности каде има можност да работат со скратено работно време, оние кои што се во затворените простори да ги прилагодат дал со проветрување или климатизирање на истите. Ако нема сите такви услови, да овие 2-3 дена бидат ослободени од работа. Освен луѓето, топлинскиот удар особено ризично е и за животните. Соодветна заштита е задолжителна и за нив. Во периодот од 9 часот наутро до 18 часот попладне, значи да се избегнува шетање на домашните љубимци, бидејќи тоа е критичниот период. Оние кучиња кои што се чуваат на отворено, постојано да имат вода до нив, тие многу лесно дехидрираат. Во услови на тропски температури, прво за заштита е вклучување на климауредите, нешто кое може да биде фатално, исто како и високите температури. Да не се прават големи температурни разлики, односно да има адаптација на луѓето кои се осетливи на проблеми со здравието при поминување од ладно кон топло, па и од топло кон многу ладно. Наглото излегување на големи температури над 40, како што се предвидуваат овие денови, може да предизвика нагло оптоварување на срцето и кардиоваскуларниот систем. Високите температури ги алармираа јавните предпријатија за екстремна потрошувачка на вода. Во Делчево, како и во другите населени места, е зголемена нагло потрошувачката на вода, како за пиење, што ја користат домаќинството, така и за други потреби. Поред искуството од минатите години се зголема потрошувачката некаде околу 30 до 40% во овој период. Потрошувачката на вода нормално се зголемува во некои си одредени количини кои што ние ги имаме, моментално нема проблеми со водата, така да јас секогаш по секоја пригода апелирам до жителите на општина Карвинци да користат водата економично и рационално. Зголемувањето на потрошувачката на вода се должи пред се поради наводнување на зелените и градинарски површини. Но сакам да напоменам дека независно од зголемувањето на потрошувачката на вода, резервоарите се полни и водоснабдувањето на територијата на општина Поробиштеп е стабилно. Поради температурната портокалова фаза и екстремно високите температури, од Министерството за труд и социјална политика подсетуваат на неопходноста од почитување на мерките за заштита при работа. Ослободување од работните обврски на бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во градинките да не се практикуваат физички активности и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Надлежните институции да имаат поактивен пристап и да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и бездомници, да се заштитат работниците од одредени ризични производствени и технолошки процеси. Стои во сопштението од Министерството.